Роверот Персеверанс г на НАСА детектира минимолни г на површината на Марс. Роверот Персеверанс г на НАСА, кој истражува површината на Марс од 2021 година, испрати назад докази дека атмосферата на планетата е електроактивна. Детектирани се електрични празнења, или минимолни, поврзани со вртлози за време на песочни бури на црвената планета. Аудио и електромагнетни снимки. Роверот со 6 тркала, кој истражува локацијата наречена Кратерско езеро на северната хемисфера на Марс, ги снимил овие електрични празнења во аудио и електромагнетни верзии. Професорот Баптист Шит од Институтот за истражување на астрофизиката и планетологијата во Франција, главен автор на студијата, изјави: "Ова е првата документирана електрична активност во атмосферата на Марс. Овие празнења представуваат големо откритие, со директни импликации за атмосферската хемија, климата, погодноста за живеење и иднината на роботското и човечко истражување на Марс." Истражувачите анализирале 28 часа снимки снимени во текот на 2 марсовски години и откриле 55 електрични празнења. Не класична молња, туку искра. Ралф Лоренц, коавтор на студијата од лабораторијата за применета физика на Универзитетот Џонс Хопкинс, објасни: "Не откривме класична молња, туку мала искра, можеби долга неколку милиметри. Сушност не е молња. Звучеше како искра или камшик." Студијата е објавена во списанието Nature. Представен телефонот со најсветлиот екран во светот, Huawei Mate 80 Pro Max. Huawei ја лансираше серијата Mate 80 во Кина, а врвниот модел, Mate 80 Pro Max, веднаш го привлече вниманието благодарение на неверојатната максимална осветленост од 8000 нити. Осветленост со светски рекорд. Mate 80 Pro Max има 6,9 инчен двоен OLED екран деклариран на 8000 нити. Ова е значително повеќе од 7000 нити на Realme GT 8 Pro и далеку над 3300 нити на Google Pixel 10 Pro. Важна забелешка, овие екстремни вредности се однесуваат на сценарија кога само мал дел од екранот ја достигнува наведената осветленост и не се мерка за секојдневна употреба, според порталот Verge. Сепак, овој панел ќе биде посветол од повеќето, што е особено важно при силна сончева светлина, а Huawei тврди дека и контрастот е исклучително висок. Дизајн и перформанси. Дизајн. Сите модели на Mate 80 се префрлаат на рамни екрани и поостри рабови, напуштајќи ги закривените панели. Визуелно е впечатлив дизајнот на задната страна, каде што голем кружен елемент за безжично полнење и модулот на камерата формираат стилизирана бројка 8. Чипови и меморија. Серијата се напојува со Kirin, Kirin, чиповите на Huawei, а најскапиот модел, Mate 80 Rs Ultimate Design, доаѓа со конфигурации до 20 GB RAM меморија. Камери. Камерите остануваат главен адут. Највисокиот модел има 2 перископски телефотокамери, како и поддршка за надворешен телефотоприклучок. Батерија. Huawei не влезе во трката за гигантски батерии, па Pro Max носи максимум 6000 мАч. Серијата е придружена и од преклопниот Mate 7, кој доаѓа со IP59 заштита од прашина.